Ромската заедница во Република Македонија, барем во изминатите години, доста се смени ситуацијата во поглед на незината положба. Имено кога ромите воопшто не беа во институциите до 2006, таа ситуација се смени. Многу повеќе роми сега се во институциите на системот, значи процентуалната застапеност на ромската заедница расте, процентуално од 0,01 да кажеме во 2001 за сега да достигнеме 1,3-1,4% од вкупниот број на вработени во јавна администрација, но исто така би напоменал дека она што е најбитно дека има роми пратеници. Сега имаме ром министер во најбитното за нас Министерство труд и социјална политика. Потоа имаме во управата за образование директор во управата за образование и развој на припадниците на јазиците на заедниците, каде што се креираат програми токму кои што се потребни за припадниците на ромската заедница. Се доделуваат стипендии за прв пат, бидејќи претходно воопшто ги немаше. Во многу нешта се подобри состојбата на ромската заедница во Република Македонија. Значи, одиме на подобро. Впрочем, од 2006, ако се направи паралела до пред 2006 и после 2006 навамо, ситуацијата е многу поразлична. Ова беше иницијатива која што произлезе токму од роми кои што се вработени во Министерството на труд и социјална политика. Досега во изминатите 365 дена ромите одеа кај институциите. Некои буквално ромите имат одредена перцепција кон институциите, страв, дека во институциите нешто им се случува, но одлучивме да ова година за прв пат институциите отидат кај ромите, во ромските мала, во ромските куќи, за да видат прво како ромите живеат, но исто така и да видат, да им објаснат на припадниците на ромската заедница кои се нивните права. Како треба да го остваруваат правото на социјална парична помош, на постојана парична помош, остварување на додаток на туѓа нега, остварување потоа на постојан паричен доместок, мобилност и така натаму. Значи, сите оние права кои што им следуваат согласно Законот за социјална заштита и за детска заштита. Екипи на центрите за социјална работа, значи низ 30 општини од Република Македонија, каде што живеат роми, отидоа во ромските мала, во ромските средини и им објаснуваа на граѓаните што и како тие треба да направат за да остварат одредено право. Значи, ова е за прв пат и верувам дека во наредниот период ќе стане практика секој 8 април да институциите одат во ромската заедница и да им ги објаснат правата на ромите што и како им следуваат.